Подолг период и забелешки дека не само што е потребно, туку и законска обврска. Во Комуновскиот совет беше обезбеден превод на македонски јазик и од обраќањата на советниците чии мајчин е српскиот и обратно. Арнома, преведувачката изгледа учела да толкува на часови кај последниот партиски лидер на актуелниот градоначалник. Каквата е визија на градот, план, тоа е најуже грло на улаз, на влез во градот, где има градски метеж, каквата е негова статичка провера, бидејќи е направено во 50-те години. Нисам ставио слушалице због вас, него сам htела да чујам како е симултани превод. Да, и одлично е. Ова е своевиден доказ дека се може да помине, особено ако тој што одлучува го изгубил слухот. Ама изгледа има пречки и со видот, бидејќи не гледа каде тој лично било изминатите 9 децении. Па се мачи и со расудувањето од и по 2 мандата во Советот и 3 како градоначалник. Изгледа дека ниту нему не му е јасно дека критиката си упатува на самиот себе си. Се согласувам дека еден град не се уништува за еден ден, туку се уништува стратешки со години и со децении. Во тие деценијски уништувања на градот, вие сте во власта на овој град со вашата партија од 2000-та година па нааму во континуитет. Нема прекинни во тешкотиите кои што на Паланчани им ги прават кравите, само сега кризата благодарејќи на воловите се прелеа и преку границата. Можеби не е лоша идејата, поради комплексноста, сите од државните органи, па и општинарите кои тоа го предлагаат, во пакет да бидат деташирани од другата страна. Бидејќи вчера поминавме еден прекрасен ден, дружење во Кюстендил, и ја синоќа викам нешто изгледа меѓу нас се сменило, па еден предлог е градоначалник ако може наредните совети у Кюстендил да ги држиме, бидејќи таму може ќе се согласиме за многу работи. Ама таму нема да се најде решение за татковците, мајките, а најчесто бабите и дедовците од Богданци. А не е потребно многу, неколку метри асфалт или бекатон, за да може човечки да се пристапи до градинката. Кога беше дождљава година, тие барите надвор пред градинката, дали да го држиш детето, дали вратата да не се обрнати не е рамно, дали да чиниш или да трчиш кога врне, значи таму нема услови да го оставиш детето. Сепак, сите по општините, а најчесто градоначалниците се толку умислени, сметаат дека светот се врти околу нив. Па за секое нивно појавување нудат некакви аргументи, демек не биле за критика, туку некој ги користел за да се прави популарен. Мислам дека и вас ви е јасно, но немајќи што друго да зборувате, па сега се измислувате теми како да бидете интересни, да можете да пуштате видео материјали од седницата. И на крајот, понекогаш и на вистина е така, но се случува. И некој со намера да позира. Токму така, техника влада, народ страда. Нека иди ветер, малко да се не знам што си. И ќе продолжи да ги има, па и покрај исклучените микрофони. Никој нема да остане незабележан ни нечуен. Оти се додека техниката влада, публиката мора да биде свесна од кого и од што на локално ниво страда.